Почитувани, невладина организација на Министерката за финансии Нина Ангеловска среде епидемија добила пари од Фондот за иновации. Наместо грижа за справување со кризата и со буџетската дупка, а полагите за полни ликвиден буџет, таа се грижи како незините соработници од СДСМ да добијат пари од Фондот за иновации. Веб платформата Дигитални услуги, изработена од невладината организација на Министерката за финансии, сушност е копија на интернет платформата Дигитална солидарност во Србија. Оваа платформа во Македонија е платена со пари од Фондот за иновации како дел од јавниот повик Креатон, а е изработена од организација чијшто председател е Нина Ангеловска и во чии органи на управување има луѓе блиски до владеачката СДСМ. Почитувани, Фондот за иновации продолжува да биде фонд за СДСМ и за нејзините блиски. Министерката за финансии, позната со нејзините изјави за ликвиден и буџет без проблеми на почеток на кризата, сега веројатно е можно повеќе да се грижала како да ги одржи своите во невладината организација, отколку работниците во македонската економија. Почитувани, во моменти кога лидерот на Нина Ангеловска, Зоран Заев, тврди дека административците се богателе со тоа што немале каде да ја трошат платата и заедно со Ангеловска планирале кратење на платите, незините другари од СДСМ во невладината организација добиваат пари од Фондот за иновации. Почитувани, ова е срамно и понижувачки, додека Ангеловска бара донации од граѓаните да ги враќаат парите од незиниот неуспешен проект Мој ДДВ, незината невладина организација да заработува од буџетот преку Фондот за иновации. Ангеловски и целиот тим на СДСМ покажуваат целосна несериозност во време на кризата и епидемијата, а овој скандал, како и луцузните набавки од владата, покажуваат нивна целосна одлепеност од реалноста. Најмалку што може Министерката за финансии Нина Ангеловска јавно да се произнесе за овој скандал, јавно да каже колку пари земала нејзината невладина организација од Фондот за иновации и секако да ги вратат парите земени од невладината организација преку Фондот за иновации. Благодарам. Да одговорам на прашањето пристигнато од Далсат. Вели, почитувани, како го оценувате протоколот на Комисијата за заразни болести во врска со изборите? Митинзите не се забранети, но дали ВМРО ДПМН би била подготвена да отстапи од одржување масивни митинзи заради ризикот за загрозеност? Почитувани, да ви одговорам, колку што знаете, на лидерската средба во председателската палата беа договорени 4 точки, 4 предуслови кои што треба да бидат исполнети за да дојдеме до избори и се додека не се исполнети условите онака како што беа прифатени од лидерите на политичките партии, а тоа е мислење од Комисијата за заразни болести, обезбедување странски наблюдувачи, мислење од ДИК колку време им е потребно за организација на избори, па дури потоа да се договори изборниот датум. Безпредметно е да се разговара за протокол на Комисијата за заразни болести